колеги, дали може да продолжиме? Процедурално ќе ве Повелете, замолам да колеги. одговорам само на директорот на Советот. Ми е жал што избега, што не е тука. Член 24 вели членот на Советот има право и должност да присуствува на седниците на Советот и неговите работни тела, чиј член е, и да учествува во работата и во одлучувањето. Јас сум тука, учествувам и сметам дека нелегитимно е да легализираме хациенди на ваши партиски војници. Штета што не смеат сликите да се прикажат, но јас ќе се консултирам правно дали смееме да ги објавиме и јавноста да биде запознаена какви хациенди легализирате. И срамно е на ваква комисија некој да ми кажи не смеш да се одземиш од гласањето. Прво, не ви е легитимно нешто да што го правите, бидејќи не легализирате трошни кујки некои изградени од ки знаете кога, тие се гледат дека се хациенди и срамно е политички поени на вакви работи да бркате. Благодарам. Процедурално, ако може председателе. Ке ве замолам и вас како председател на комисијата и администрацијата која што е тука да се грижи за законитоста на комисиите, бидејќи имавме тука случај сега каде што се иземаат членови за гласање. Тоа јасно е наведено во Законот за локална самоуправа, во статутот и во деловникот, во кој случај може да се иземи член од гласањето. Очигледно колегата ги нема прочитано ни статутот, ни деловникот, ни Законот за локална самоуправа и тука сака да промовира самоволие. Тоа ние нема да го дозволиме. Затоа дека се консултира и со професоро по право, па да видиме. Благодарам. Благодарам. Значи не има политичка дебата. Добро, тогаш процедурално барам. Може процедурално? Да, што е прекршено? Процедурално сакам службите да се изјаснат зошто досега не сум бил предупреден дека го кршам деловникот, статутот или законот, бидејќи вака функционираме подолго време, бидејќи јас го прочитав членот 24, оваа комисија веќе година и пол заседава и досега до мене не било доставено никаква забелешка околу моето иземање од гласање и ќе замолам дали инспекторатот, бидејќи чешлаше секолку што знам, увиде грешка околу моето иземање од гласање. Благодарам. Вие, колега, како советник, треба да си ги знаете правата и обврските во советот. Не ми упаѓајте во збор, не ви упаѓајте. Јас побарав процедурално, Значи, таа е моја процедура. Па, Јас си ги знам обврските кои се моите, а овде што некој директор брка политички поени, тоа е окей. Процедуралното и Добро. сослушајте ме, јас не ве прекинав, така? Значи, вие како советник треба да си ги знаете правата и обврските во советот. Нема кој да ви укаже, ниту па со сила нешто да ве натера. Вашето изземање по било кои точки се претпоставува дека се изземате во некој така во минатото се изземате поради конфликт на интереси. И само тоа е начинот деловнички да се изземите од гласање како советник. Доколку вие имате конфликт на интереси со овие точки, слободно изземете се од гласање и може тоа да си го кажете и тоа е деловнички. Меѓутоа, да се изземите по сите точки каде што немате конфликт на интереси, не е деловнички, остатокот е на вас како ќе правите. Со сила овде никој ништо не може да го натера. Добро, ниту да гласа, ниту процедурално да не гласа. побарав мислење Одлуката е јас ваша. од правните служби, од општината, не од вас, председателе. Значи службите ќе ви одговорат на писмено. Сигурно. Значи после завршувањето на комисијата, ето 3 седница на совет ќе ви одговорат. Добро, продолжуваме со работа, мислам дека расчистивме некои дилеми. Застанавме на точка број 8, така ја изгласавме. Точка број 9. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат КП број 778/5 ка Одихово. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 1. Точка број 10. Катастарска парцела 1484/7 КО Логоварди. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за.
Точка број 11. К по број 922/2 КО Братиндол. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 12. К по број 1825/4 КО Крклино. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 13. К по број 1035 КО Дихово. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 14. К по број 1095 КО Логоварди. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 15. К по број 738 КО Брусник. Кој е за? 2 за, воздржани, против 1. Точка број 16. К по број 741 КО Крстар. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 17. К по број 232 и К по број 800 КО Малавиште. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 18. К по број 22/17 и К по број 22/18 КО Левени. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 19. К по број 113/7 КО Левени. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 20. К по број 1362/4 КО Бистрица. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 21. К по број 786 КО Крстор. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 22. К по број 452 КО Кажани. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. Точка број 23. К по број 113/2 КО Левени. Кој е за? 3 за. Точка број 24. К по број 1081 КО Дихово. Ќе ја повлечиме, ама ќе да, нема да ја гласаме, значи ќе ја повлечиме од дневен ред. Ќе предложам да ја повлечиме од дневен ред. Точка број 25. К по број 1121 КО Оптичари. Кој е за, велам да крени рака. 3 за. И точка број 26. К по број 1029 и К по број 1117/2 КО Дихово. Кој е за? 3 за. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.